Денес е вторник, а вторник се дружиме со нашите пријатели од Зегин, вашата семена аптека. Секогаш во вторник се дел од нашата емисија и со нив преку интересни гости откриваме работи кои што верувам ќе допринесат за ваше подобро здравје. Секогаш сме тука да превенираме, затоа што раната превенција многу значи. А докторите кои што се дел од нашата емисија и кои што заедно со нашата семена аптека Зегин се дел од Македонија денес се токму поради тоа дел од нашата емисија, за да пренесеме колку раната превенција всушност многу допринесува во сочувањето на здравјето. Денес ќе разговараме на една тема за која што досега и не сме зборувале во рамки на нашата емисија, е многу делотворна и многу добра за сите оние кои што секако се во редовен работен однос, но во секој случај и за оние кои што можеби не се во работен однос, редовните систематски прегледи, односно значењето на трудовата медицина ќе биде тема на која што ќе разговараме, а на оваа тема покрај нашата семена аптека во рамки на нашата денешна емисија ќе ја представиме и поликлиниката Зегин, која што секако ги нуди сите овие услуги, а сето тоа најдобро ќе ни го пренесе нивната докторка Евросима Десовска-Геговска, специјалист по медицина на труд. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре ве најдов. Драго ни е што и овој дел од Зегин го опфаќаме во рамки на нашата емисија, да ја представиме поликлиниката, која што секако доаѓа како еден редослед на однос на тоа што клиентите на Зегин го имаат, потребата од лековите, од лекарствата, тука и поликлиниката која што секако ќе го дополни целиот овој процес. Од кога постои? Видете, поликлиника Зегин Медика и Зегин Интермедика постои од 1998 година. Основач е почитуваната доктор Верица Механџиска, која што исто е специјалист по медицина на труд. Така да до година славиме 20-тиот роден ден на поликлиниката. И генерално сите овие години прилично блиски сме со пациентите, им овозможуваме различни типови на прегледи, тоа е една сертифицирана поликлиника со многу оддели во неа и на тој начин сме многу поблиску до пациентите и до одржување на нивното здравје и здравствената благосостојба. Да. Оно што е најважно, секако здравјето пред се, секогаш го ставаме на прво место. Во рамки на поликлиниката, што се има, што пациентите можат да побараат? Какви услуги? Така. Поликлиника Зегин е составена од повеќе оддели, значи тука е првично имаме матичен доктор, значи одделение по општа медицина, каде што имаме повеќе, значи баш имаме пациенти кои што и работиме со матични доктори, си ги гледаат тие пациенти, многу добро функционира, значи сите овие години. Исто така имаме биохемиска лабораторија, која што си е сертифицирана за работа и сите овие години постои во таа поликлиника. Имаме оддел медицина на труд, тука во тој оддел на медицина на труд, значи тоа е една поголема екипа, каде што работиме значи медицина на труд, психолог, исто така соработуваме со други специјалности, тоа е невролог, психијатар, очен доктор, оториноларинголог и уште еден дел од поликлиниката, тоа е интерна медицина, каде што си работи екипата по интерна медицина, така да пациентите генерално може да ги добијат сите можни услуги на едно место. Да. Секако, тоа е сето оно што можат пациентите да го најдат во вашата поликлиника, но ние денес сме тука да позборуваме за значењето на трудовата медицина, оно што кажа дека досега не сме разговарале во рамки на нашата емисија, а верувам дека ќе допринесеме многу повеќе со овој разговор во кој што секако ќе ги вклучиме и нашите редовни гледачи, а знаете дека нашите пријатели од Зегин и наградуваат со нивното гостување, така ќе биде и во рамки на денешното гостување, што е оно што денеска ќе подариме, ќе ви откриеме малку подоцна, да го започнеме разговорот со нашата доктор на оваа тема. Трудова медицина и секако нејзиното редовно применување во рамки на редовниот работен однос на вработените. Точно. Медицина на труд е една специфична медицинска гранка која што се занимава, односно во склоп на медицина на трудот ја имате медицината и ги имате законите. Секој работодавач мора да води рачун за своите вработени. Мора да се грижи за здравјето на своите вработени и за нивната здравствена благосостојба, како и за нивната работоспособност. Ете тука медицина на трудот го има своето место. Медицина на труд значи работи според законски прописи,
пропишани се закони, сега значи ние се водиме по уредба, таа се вика официјално, уредба за вид, начин и обем како и ценовник на здравствените прегледи на вработените. И точно во таа уредба, многу концизно, многу јасно, се пропишани сите тие одредби по кои што ние треба да се грижиме за здравјето на вработените. И тука се пропишани сите оние здравствени прегледи, на кое работно место каков здравствен преглед треба да се изврши, колкаво е време траењето на тој здравствен преглед, до кога важи, кога треба да се повтори и така натаму. Јас во тек на разговорот ќе ви ги објаснам сите тие поединости. Така да тоа е све законски регулирано. И ние тука, значи, си го работиме тој дел во соработка со работодавачите, али пред се главна цел е работникот. Работникот, да, кој што можеби од обврските кои што ги има заборава најчесто на здравјето и токму поради тоа е значењето на овие систематски прегледи нешто што можеби на работникот тешко му паѓа кога ќе дојде периодот дека треба да заминат на систематски преглед, но тоа значи многу за неговото здравје. Точно денес во ова време кога сите сме со многу врски, брз начин на живот и така натаму, само тогаш кога ептен ти е нешто итно, па одиш на доктор. Овие здравствени прегледи се баш многу добри, точно ради таа причина што не секој оди на здравствен преглед онака да се прегледа како е. Овие прегледи се прилично добри за да се види здравствената состојба, рано откривање на одредена промена, патолошка, и рана диагноза, како и колку е поран третманот, толку се подобри резултатите. Овие здравствени прегледи исто така, значи, се вршат точно да утврдиме од една страна пациентот дали е во добра здравствена состојба, дали има некаква патологија сам по себе, но она што е круцијално тука, дали неговото работно место влијае врз неговото здравје. Кои се штетности и опасности на тоа работно место, кои што би влијаеле на здравствената состојба на работникот, кои се причини кои што би можеле да доведат до пореметување на неговата здравствена состојба и работоспособност со тоа, нели? Така да во таа една комуникација и ние му укажуваме на работодавачот елементи кои што се проблематични со цел да ги превенира и со цел да овозможи подобри услови на работното место за својот работник. Да. Тука, значи, овие работи се многу добро, многу прецизно поставени во нашата гранка, медицина на труд. Пред се, значи, за да направите, односно еден работодавач, за да ги донесе кај нас своите работници, мора да има направено, тоа се вика елаборат за проценка на ризик, каде што се прави стручен тим на стручни лица во кои што учествува нормално и специјалистот по медицина на труд, одиме на работното место, ги гледаме какви се условите. Гледаме штетности и опасности. Тие може да бидат физички, хемиски, биолошки, ергономски, психосоцијални, нели, стрес, притисок при работа, неправилно седење во столчето, неправилно неправилно поставеност на компјутерот и така натаму, и многу други, како што кажа, физички, хемиски, други штетности или опасности. И како резултат на тоа се прави тој елаборат за проценка на ризик и ние ги гледаме кои се тие места кои што би можеле на тој работник да му направат одредена штета на неговото здравје. И како резултат на тој елаборат веќе се врши проценка за каков преглед треба тој работник да биде подложен. И нормално, според таа уредба на која што таа нас ни е библија за работа, има различни типови на прегледи. Генерално, тоа се 4 основни прегледи. Тоа е претходен преглед, значи тоа е преглед пред вработување или пак при смена на работно место. Од едно работно место кое што било многу, да кажеме,
без некој зголемен ризик, го преместуваме тој добар работник на некое друго работно место со зголемен ризик. И тука веќе правиме претходен преглед да видиме специфичната негова здравствена состојба и работна способност, дали тој со своето здравје може да одговори на новите предизвици. Исто така, тоа е првиот, тоа е претходниот, како што кажав. Вториот ви е насочен, тука веќе малце поспецифично насочено. Го гледаме здравјето на работникот. Дали е тоа после некое подолго боледување, дали е после некоја повреда. Има тука различни стапки по кои што ние гледаме дали треба да се направи тој насочен преглед за исклучиво тоа работно место. Имаме периодични прегледи, тие се вршат на година дена. Се вршат на работници кои што се на работни места со зголемен ризик. Точно е дека работодавачот секогаш се труди да ги подобри условите на работното место. Никогаш не можете да ги доведете до минимум, до нула. И тие периодични прегледи се вршат на година дена, тоа се малце пообемни, тука сме вклучен цел тим, на доктори, медицина на труд, офталмолог, оториноларинголог, неуролог, психијатар, психолог, лаборантот нормално. И четвртиот тип се систематски прегледи, тоа го викаме основен, стандарден минимум, се прават за сите. Колку и да немате ризик на работното место, вие на секој 2 години, вашиот работодавач мора да ве прати на тој основен стандарден минимум, да го видиме вашето здравје и да видиме дали е се во ред или пак нешто можда треба да се коригира. Да. Околу тоа што се дознава на овие прегледи, малку подоцна ќе поразговараме. Сакаме на гледачите да им дадеме до знаење дека и денес ќе ги наградиме. Што е она што секако денес ќе можат наши тројца гледачи да добијат од поликлиника Зегин? Еве поликлиника Зегин, сака да си ги награди своите гледачи, своите пациенти. Имаме едно ехо на тироидна жлезда со нормално тироидни хормони, ехо на абдомен со крвна слика, па и еден комплетен систематски преглед. Да, без разлика дали е вработен или не, ние ќе го направиме тој комплетен систематски преглед. Секако ние ќе ги вклучиме гледачите, веќе го имаме и првиот гледач на линија кој што не очекува, можеби само со свое прашање. Добар ден, кој ни се јавува? Дали го имаме гледачот на линија? Доколку се слушаме, секако во ред, доколку не ќе се чуеме понатаму, секако нашите пријатели од Зегин доделуваат едно ехо на тироидна жлезда, ехо на абдомен и комплетен систематски преглед за наши тројца гледачи кои што ќе се јават. Секако не станува збор за тоа дали сте во редовен работен однос или не. Едноставно дали сакате да посветите внимание на вашето здравје, навремено да превенирате и да ги направите овие прегледи во оваа поликлиника која што секако со свој стручен тим ќе ви ги донесе резултатите за да знаете што понатаму. Многу е значајно секако да се направат овие прегледи, како што кажавте, особено за ризични работни места, каде што работниците секојдневно го изложуваат своето здравје под висок ризик. Имаме и работни места кои што можеби не се така ризични, но стресот е секаде подеднаков. Тоа е број 1 нешто што не може да се избегне ниту во една професија. Точно ради таа причина, ние стресот го има точно скоро на секое работно место. Работиме со нашите пациенти, обавезно секогаш го вклучуваме психолошкото тестирање и нашиот тим, начело со психологот, работи со работниците, отворени сме, блиски сме, топли сме. Освен прегледот ги прашуваме што е тоа што им смета на работното место. Гледаме кои се притисоците. Не мора, притисок вие кога работите со финанси, кога работите на шалтер со пари, притисок вие, имате различни притисоци, ние гледаме, ги повикуваме таму каде што гледаме дека веќе делува, ги повикуваме, разговараме со нив и ги насочуваме како да се изборат со тоа. Тоа не можете да го избегнете, денес посебно не. Тешко. Ние веќе ги имаме првите двајца гледачи на линија, да чуеме кој ни се јавува. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Да ве прашам, ме интересира. Ја редовно купувам продукти од Зегин, имам и картица. Каде се наоѓа ова трудовата медицина? Каде е лоцирана? Да, ви благодариме за јавувањето. Дали сте вие можеби заинтересирани за еден преглед во поликлиниката? Да, меѓутоа кај се наоѓа?
Така, се наоѓа во на партизански одреди, значи партизански одреди број 7, тоа ви е точно до самата аптека што е 24/7 во Буњаковец дежурна. Добро. Веднаш до самата аптека е влезот за поликлиника. ќе прашате во самата аптека, но кажете ми го вашето име, кој ни беше на линија? Оливера. Оливера, ви благодарам за јавувањето. Ние продолжуваме со следниот гледач, да чуеме кого имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Да, ве поздравам. Емисијата ви е одлична. Се јавувам за ако може систематски преглед. Да, може. Ви благодариме. Вашето име? Борка. Така, еве претходната гледачка секако ни се ви благодарам за јавувањето. Се јави втората гледачка, остана уште еден преглед, некако не ни кажа претходната гледачка за кој преглед секако е расположена, Борка побара систематски преглед. Добро е кога гледачите сакаат да се интересираат за своето здравје, кога вака ќе ни се јават, ќе ни кажат дека редовно ги прават прегледите. Но што е она што вие заклучувате на овие прегледи на систематски? Дали се така редовни? Видете, значи, систематски, веќе се редовни, точно поради тие законски прописи, тие се редовни. Работодавачите си водат сметка за своите вработени, не се редовни самостојните. Да. Али тие кои што мора да се работи, значи, пошто ние разговараме сега за медицина на труд, тие се редовни. Редовни се вршат на година дена, на 2 години, зависно од работното место. Последниве неколку години, после донесувањето на таа уредба од 2013 година, се доста поредовни. Доста поредовни, јас морам да ги пофалам работодавачите, прилично водат, значи прилично се грижат за здравјето на своите вработени, прилично се грижат за условите кои што им ги даваат на своите вработени. И она што мене ме радува е тоа што почна една добра соработка помеѓу работодавачот и специјалистот по медицина на труд. Јас сум слушала од моите ценети професори како претходно, значи секогаш бил слушан докторот по медицина на труд со сите своји инструкции кои што ги давал на работодавачот. После можда се сменило нешто во негативна смисла и така натаму, али после донесувањето на тие законски прописи и борбата на цела елита на медицина на труд, сватија работодавачите колку е тоа битно. Видете, со овие прегледи, работодавачот си ги штити своите вработени од земање боледувања. Ги намалувате повредите на работно место. Вие доколку имате штетности и опасности на работното место, тој работник може да ви се повреди. На тој работник му е намалена работната способност. Тој работник ќе ви користи долго време боледување. Кога ќе се врати од боледување, не знаете дали ќе биде способен да одговори на задачите на тоа специфично работно место. Јас тука само ќе ве прекинам, ќе продолжиме со разговорот. Веќе имаме гледачи на линија кои што не очекуваат. Добар ден за првиот. Кого имаме на линија? Дали се слушаме? Ало? Повелете, во програма сте. Благодарам. Дали вие редовно ги правите систематските прегледи? Колку внимавате на превентивата на вашето здравје? Не ми е целта за тоа да зборувам, него генерално би сакала да прашам. Повелете? Може? Да. Да. Дали сите анализи од сите систематски прегледи или инцидентни случаи ЗЕГИН ги препорачува или ги доставува до Министерството за здравство, за да се направат анализи кои може да бидат индикаторите, односно негативните фактори за нарушување на здравјето на одредена категорија на луѓе. Бидејќи едно е вие да отидете лично, индивидуално на прегледи, било какви, а друго е да се направи стратегија како да не се дојде до некои последици. Случајно, сакам да кажам, во врска со заштита на културно наследство, каде што се употребуваат многу хемикали, каде што апсолутно не е точно ова што го кажува вашата гостинка, дека работодавачот води сметка за условите за работа. Што значи, индивидуално секој од луѓето може да одат, меѓутоа дали воопшто нивните анализи допираат до Министерството за здравство за да се направи една стратегија каде и како треба да се обезбедат услови за било какви последици да не се случуваат.
Тоа ми е целта, значи, покрај индивидуалните прегледи, дали нивната асоциација и институција има контакти со одредените служби и заради тоа да се направи една стратегија како да се влијае на сите негативни последици за да не дојде да одат кај нив секојдневно или заради некои здравствени проблеми, што секако ќе се случува, меѓутоа колку е тоа све организирано или линковски, нели поврзано со тие служби кои што треба да ги одредат критериумите и условите за работа на ризични групи. Благодарам. Ви благодариме. Имаме уште една гледачката која што претходно се ви беше само заинтересирана да постави прашања, но гледачката која што имаме следна на линија, дали истото тоа сака да го стори или пак можеби сака да добие една награда преглед во Зегин поликлиника. Добар ден. Добар ден, јас се јавувам за награда. Да, имаме ехо на тироидна и ехо на абдомен, претходната гледачка не се изјасни, вие зашто? Ехо на тироида може, да. Така. Може ли да ни го кажете вашето име? Гордана. Гордана, ви благодарам. Ги имаме вашите податоци, ќе ви сконтактираме по завршување на емисијата. Бидете на линија. Благодарам. Ние продолжуваме понатаму. Претходната гледачка секако да имаше едно прашање кое што сака да биде одговорено. Како тука се регулираат овие односи? И тука си има законски прописи. Сега јас не знам, можда гледачката која што се јави има некој пример. Можда и ради тоа се јави и сакаше да го каже. Не само Зегин, сите институции кои што се овластени институции по медицина на труд даваат месечни извештаи за настанати повреди при работа, за настанати професионални болести или пак за болести поврзани со работата. Тие извештаи ние ги поднесуваме во Министерство за здравство. Исто така законски е регулирано. Кога на едно работно место, во една фабрика, фирма, било која институција каде што имате вработени. Кога настанува повреда, во истиот момент се пријавува таа повреда и си има цел систем кој што каде што треба да се види зошто настанала таа повреда и кои се причините за настанување на таа повреда. Јас навистина не сакам да верувам дека се уште постојат работодавачи кои што не ги поставиле заштитните средства на своите вработени, затоа што веќе долго време се работи баш на тој дел, тој елаборат кој што го спомнав на почеток за проценка на ризик на работното место, каде што сме ние вклучени како доктори, тоа е тој кој што на работодавачот му наложува. Вие имате лизгава површина, се вршат мерења на хемикалиите, се вршат мерења на сите физички, на сите хемиски, на сите биолошки, значи правиме муабет тука и за во лабораторија, правиме муабет за во микробиолошки, правиме муабет за многу работни места каде што вие имате плејада на штетности и опасности. Тоа е стручен тим, значи физичари, хемичари, технолози, се вршат мерења на тоа работно место, буквално на вашето работно место, без разлика дали е тоа во затворен простор, отворен простор, во рудник, ние сме оделе во рудници, сме оделе на градилишта, сме оделе во производствени дејности, јасно каде што се произведуваат и храна, се произведуваат и лекови, каде што имате полна алергени, ние ги детектираме, тие се мерат точно, прецизно и укажуваме, вие имате толку и толку од таа штетност, треба да ги превземете тие и тие мерки. Се додека не се превземат тие мерки, не можете да, не е ни дозволено да продолжите со работата. Од кога се превземаат тие мерки, било тоа да се, затоа што сите тие фирми кои што имаат работни места со зголемен ризик, они не можеме ние да ги затвориме и да не произведуваме лекови, се вршат тие заштитни мерки со превземање на точни, прецизни, например, треба да се носат заштитни опреми, маски, кацига, посебни чевли, па работите во специјални услови, така да сите тие мерки кога ќе ги превземи работодавачот, ние тогаш гледаме дали се уште постои ризик по здравјето на тој работник, но и да не постои, ние повторно го подложуваме на сите тие прегледи. Ние имаме случаи кога, например, за одредена хемиска штетност, јас нема да
оптеретувам со нашите медицински изрази, сакам да бидам поблиска до гледачите. Значи, на почеток на работна смена во понеделник, рано од сабајле, се зема крв на работникот и во петок, исто така уште еднаш земаме крв и гледаме, например, за одредена субстанција како се излачува. Други случаи, например, земаме 3 пати во текот на денот, на сабајле, во тек на работа и по завршување на работа. Или пак за тоа може да ни треба урина. Во зависност од тоа со која хемикалија се работи така натаму. Таму каде што имаме лизгави површини се даваат други заштитни средства. Постојат плејада, значи тоа се точно определени принципи на работа. Јас и уште еднаш ќе нагласам, не сакам да верувам дека постојат такви, се уште дека тоа имало, али последниве неколку години, навистина ние сите специјалисти по медицина на труд заедно со другите, значи како што веќе спомнав, технолози, биохемичари, физичари, хемичари и така натаму, сите заедно работиме на подобрување на условите на работниците. Прилично сериозен пристап имаат работодавачите и точно ради тој ефект, пошто мораат да се ги заштитат своите вработени. На нив тоа им одговара повеќе отколку да имаат болни работници со намалена работоспособност. Да, а тука сте вие да укажете на потребите каде треба да се заштитат и да се регулираат условите. Ние имаме повторно двајца гледачи на линија, ќе ги вклучиме да чуеме кој е нивното прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во програма, сте, ве слушаме. Сакам да ве помолам нешто. Односно до прашање до докторката. Да, ве слушаме. А вака, дали ова што докторката го најавува, односно го кажува, како трудов лекар, дали важи и дали ќе биде валиден документ доколку дојде до несреќа на работното место и како трудова медицина, дали ќе биде валиден пред државниот инспекторат на ниво на држава или на ниво на локалната самоуправа, каде што е, односно не на локалната самоуправа, него во трудовиот инспекторат за што се пожалат вработените, нели, се повредили и така натака. Дали нивната лекарска документација, односно нивниот став како лекари, дали ќе биде валиден? Во таа конотација ми е. Ви благодариме секако на прашањето. Ќе го добиете одговорот, но најпрво да го чуеме и следниот гледач кого го имаме на линија. Добар ден, за кого? Добар ден. Повелете во програмата да ве чуеме вас. Кое е вашето прашање? Моето прашање е за трудова медицина. Имам јас искуство од тоа, оперирана сум од плуќа, работам во продавница пекари што се. Од страна ми е полата плуќа и кога идам таму, значи моите документи од трудова медицина за работна способност се 100% валидни. Сакам да прашам кое испитување е направено за они да ми потврдат дека јас сум 100% здрава и дека можам да се вратам на работа со 2 дена. Третиот ден јас сум пак на боледување. 2 години веќе се борам од кога што сум оперирана. Пекара? Тоа е моето прашање. Да. Пекара? Пекара беше вашата работна место? Да, во продавница со пекара, што е со печење. И значи таму има секојаш загадување маснотија, јас мене ми отстранета плуќата пола. И така да јас сега скоро бев на трудова, мислам на контрола, затоа што бев подолго време. 3 дена бев на работа, и јас сум пак болна. Од таму документот моите го добиле, значи дека јас сум 100% здрава. Како може да сум здрава? Ви благодариме и вам за јавувањето. Докторке, како ќе му одговориме еве на 20 гледачи во однос на валидност? Ајде прво. Да. Ќе го удостоиме првиот гледач. Кога има несреќа при работа, пред се, инспекторатот вас ви бара дали имате извршено здравствен преглед периодичен или систематски. Значи, работодавачот прво треба да каже и да го достави документот за извршен периодичен преглед кај нас. Дали тој пациент, односно тој вработен, бил способен за тоа работно место. Ако докторот по медицина на труд запишал дека со сите тие проценети ризици и со целата заштитна опрема кој што тој работник ја носи и мора да ја носи на своето работно место, сме виделе и сме заклучиле дека тој работник со цела своја здравствена состојба е работоспособен за тоа работно место. После тој преглед, после недела, дена, 2, месец, 2, се случила несреќа при работа.
Може значи првично работодавачот мора да ја пријави таа несреќа на работа во инспекторатот, како што веќе пациентот е упатен, веројатно имале и случај. И нормално мора да се види која е причината за настанување на таа несреќа при работа. Може да дојде кај нас, ние може да направиме еден комплетен преглед, да видиме каква е неговата состојба. Сега видите, ако има скршеница, тоа мора нормално да оди со ортопеди, ако има оперативен зафат и така натаму, зависи кој тип на повреда е таа. Ние може да го дадеме своето мислење. Али генерално, точно е дека нашето мислење по медицина на труд е валидно, али за тоа дали ќе има оштетување на неговата намалување на неговата работоспособност, тоа веќе се одредува во други институции. Валидни се нашите размислувања, валидни се нашите документи, али повторно ќе нагласам дека за да вие барате намалување на работоспособноста поради настанување на некоја несреќа на работа, и тука си има специфични законски прописи за која повреда, колкаво оштетување на здравствената состојба настанало, дали настанало инвалидност, дали не, дали настанало некакво намалување на работоспособност. Значи, све тоа си е така добро, прецизно, законски пропишано, што ние колку и да сакаме да излезиме во пресред, не можеме. Значи, точно некој многу попаметен можда, застанал и ги дал тие насоки. Има тука, значи, повреди на работа, лесна повреда при работа, тешка повреда. Ние сме имале случаи кога можда некоја скршеница, некоја велам, значи нека да не се многу расплинувам, може да биде лесна, али скршен преден зап може да биде тешка, заради тоа што тука имате психолошки момент, тука имате естетски проблеми, така натаму. Имате тука различни законски прописи по кои што се водиме за да видиме колкаво е оштетувањето на здравјето. И за таа несреќа при работа исто така е многу важно дали само е пропишано на хартија дека тој работодавач ги обезбедил условите, али ако не е само пропишано и ако тој навистина ги обезбедил условите, имаме и моменти кога работникот не сака да ги носи заштитните средства, на него му е наложено. Можда и не ги носел тие заштитни средства при работа и така натаму, така да си има тука друга комисија која што оди на лице на настанување на таа повреда и точно си утврдува зашто настанала таа повреда. Тука не можете ништо да избегнете. Тука тешко дека некој може нешто да прикрие. Не, тешко. Во однос на второто на прашање, второто прашање беше гледачката во однос на таа векара каде што работи. Видете, она мора да дојде до кај нас. Јас да видам предходно кои испитувања се правени. Која е дијагнозата која што предходно ја имала таа за да биде на подолго боледување. При враќање на работно место таа чувствува во континуитет дека 2-3 дена работи, па 3 ден повторно е на боледување. Ете тука. Тоа е тоа што е интересно, значи вие имате два типа. Имате професионална болест и болест поврзана со работата. Тука е огромна разликата. Професионална болест. Болест која што е исклучиво предизвикана од некоја штетност, опасност на работното место. Тоа работно место со сите своји негативности влијаело и е главна причина за појава на болест кај тој вработен. И тука се превземаат веќе други мерки. Тој пациент добива од државата прилично големи бенефиции, доколку се докаже дека станува збор за професионална болест. Друг момент е болест поврзана со работата. За да се појави една таква болест, причината е мултикаузална. Може јас да сум болна од некоја болест, работното место нема никаква врска со појавата на таа болест, али мојата болест се влошува доколку сум јас на тоа работно место. Значи, работното место може да влие кон влошување на мојата здравствена состојба. Така да тука треба пред се да се утврди дали станува збор кај таа гледачката која што се јави, дали станува збор за
професионална болест или станува збор за болест поврзана со работата, треба да се направат нормално испитувања, посебно пошто се работи за плуќа, тука има плејада, посебно за плуќа сега имаме плејада на испитувања. Работи стручен тим, ние соработуваме и со пулмоалерголози, и со алерготестирања, различен тип на алерготестови и така натаму. Там е тука слабата точка, нели, пулмоалергологијата, али на љубовта моја, али тоа е на плејада на испитувања да видиме зашто кај таа пациентка се влошува состојбата на работното место. И видете, може воопшто да не е од пекарата. Може да е од сосема некоја друга причина која што може да има растение кое што во таа продавница не ја и смета. Може да има липа која што е навлез на самата продавница па да ја смета. Не мора секогаш да значи и да ги обвинуваме дека е точно од тоа работно место. Али можеме да докажеме. Значи ги подвргнуваме на генерално така прилично сериозни испитувања, медицински исследувања, може да се докаже точно зашто НЗИ се влошува состојбата. Тоа мора да се докаже, да. Тука некаде доаѓаме до крајот на емисијата. Важноста да се заштити работникот секогаш на прво место и здравието на работникот за да може што подолго и подобро да го служи работодавачот. Се надевам дека гледачите кои што не следеа се задоволни од денешниот разговор. Оние три гледачки кои што добија свој прегледи во поликлиника Зегин ќе може тоа да го сторат токму во поликлиниката која што, како што кажа доктор Евросима, се наоѓа на булеварот Партизански одреди број 7, односно 25, спроти пазарчето во Бојњаковец, веднаш до аптеката Зегин која што работи 24 часа. Се надевам дека ќе го сторат својот преглед и дека сите оние кои што не следат ќе внимаваат на своето здравје, работодавачите да бидат внимателни на своите работници, а работниците секако и покрај сите зададени услови, регулативи и сами тие да внимаваат на своето здравје. Да поведат пациентите, да не посетат во поликлиника Зегин Медика и Зегин Интермедика. Тоа е, работиме долго време, тоа е овластена здравствена установа. Соработката со пациентите секогаш била приоритет на Зегин како групација. Да повела да дојдат, ќе ги направиме овие пакети кои што ги доделивме и поздрав до сите работодавачи, до сите работници да обрнуваат повеќе внимание на здравјето и на својата работоспособност. Ви благодарам, доктор Евросима. Драги гледачи, и вам ви благодарам за вниманието со кое што го следевте првиот дел од Македонија денес. Се враќаме веднаш по 12 часот, а сега следува анализата со Душица Мрѓа. Бидете со нас.